Проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во Кочани организираше форум со градоначалници и представници од 20 општини од источниот и централниот регион во државата. Форумот е дел од активностите за подобрување на општинските фискални капацитети. Главните теми за кои се дискутираше беше клучната улога на градоначалниците во унапредување на работењето на општините, тимскиот пристап во зголемувањето на општинските приходи од сопствени извори и истражување на можностите за надворешно финансирање. Исто така се разговараше и за планирањето и извршувањето на буџетот како алатка за добро управување, за развојот на локалната економија и интеракцијата со бизнис заедницата, поддршката за унапредување на процесот на децентрализација и за промоцијата на заедничките напори и успеси. Идејата е да им помогнеме на општините да ги зајакнат нивните капацитети во искористување на постоечките ресурси. Пред се фокусираме на зајакнување на капацитетите за подобрување на платата на општински извори на приходи и зголемување на капацитетите за прибирање и обезбедување на дополнителни средства од надворешно финансирање, значи дали се тоа средства од други донатори или средства од централната власт. Потоа даваме поддршка на општините во подобрување на планирањето и извршувањето на општинските буџети, даваме препораки и споделуваме позитивни искуства од регионот, од државата и пошироко во правец на зголемување на дополнителни извори кои што се во склоп на нашата законодавна рамка, законска рамка за локалната самоуправа и даваме исто така и урнеци, тоест примери, позитивни примери за воспоставување на приватни и јавни партнерства помеѓу општините и приватните бизниси. Се на се, идејата на нашиот проект е да ги зголемиме општинските фискални капацитети, полека општините да бидат колку е можно понезависни од трансферите на централната власт. Присутните градоначалници и представници од општините најголем интерес покажаа за тоа како најдобро да се искористи техничката помош од проектот за унапредувањето на соработката со бизнис заедницата, но и за известни законски измени во постапките за подобро искористување на природните ресурси со кои располагаат општините, а што се во надлежност и под ингеренции на централната власт, заради остварување поголем финансиски прилив. Во рамки на активностите на проектот, идната недела USAID ќе организира уште една форумска средба во Охрид со представници од општините од западниот регион на државата. Работници и механизација се ангажирани на градежните работи за поврзување на главниот колектор за канализација од Тракање до пречистителната станица за отпадни води. Поврзувањето е втора фаза од проектот за прибирање и пречистување на фекалните води во општина Кочани, со кој се изгради филтер станицата во Мојанци. Проектот се реализира со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за економска соработка СЕКО. Со градежните активности за поврзување се работи на колектор во должина од 3,5 километри, од кои 2 километри се за главното поврзување кон пречистителната станица, додека останатите 1,5 километар се за реконструкција и доизградба на главниот канализацијски цевковод во селото Тркање. За поврзување на колекторот се користи машина за дупчење под коловозот на пристапниот пат кон Кочани, како и под железничката пруга. Исто така, цевководот ќе поминува и под експресниот пат што се уште е во изградба, така што ќе се искористат актуелните градежни активности за да се постави колекторската цевка. Паралелно со поврзувањето на Тракање во рамки на втората фаза од проектот за третман на отпадните води, веќе се изврши поврзување на оризари и еден дел од канализацијската мрежа во Кочани, а за што имаше градежни активности кај основниот суд. Поврзувањето на Тракање и завршувањето на оваа фаза од проектот се планира за напролет. Вкупната инвестиција е 1.300.000 швајцарски франци. Веќе е изработена физибилити студија и во тек се почетни активности за поврзување на канализацијската мрежа од Виница на филтер станицата во Мојанци. Оваа инвестиција ќе биде финансирана со средства од ИПА фондовите.
Советот на општина Кочани по повод 7 септември, денот на ослободувањето на градот, ќе одржи свечената седница на која вообичаено се прави осврт за работата во едногодишниот период меѓу двете одбележувања на празникот. Седницата е закажана за среда со почеток од 19 часот, но во известувањето од локалната самоуправа не е наведено каде таа ќе се одржи. Останува новинарската претпоставка дека тоа ќе биде како и досега во салата на мултикултурниот центар. Невообичаено е и тоа што оваа година општина Кочани ја напушта практиката од изминатите 20 години да ги соопштува и добитниците на општинските награди за животно дело и за значајни остварувања во развојот на општина Кочани. Признанијата се доделуваат на свечената седница, при што таа беше отворена за јавноста. Комисијата за доделување награди и признанија веќе ги има утврдено добитниците, но веројатно ќе се чека нивните имиња да се дознаат на самата седница заради поголем ефект при соопштувањето. Локалната самоуправа на Кочани го направи првиот исчекор во оставање ред во сообраќајниот хаос, посебно во централното градско подрачје. Усвоена е одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување стока до трговските, угостителските и другите објекти на подрачјето на општината. Според неа, правните и физичките лица можат да вршат достава на стока во определени зони во одредени временски термини. Во зоната на централното градско подрачје, возилата за доставување можат да испорачуваат стока секој ден во временскиот период од 23 до 9 часот наутро, како и во периодот од 18 до 20 часот. Во зоната надвор од централното градско подрачје, возилата ќе можат да запираат и да паркираат за доставување стока секој ден во временскиот период од 23 до 10 часот, како и од 16 до 20. За сите преостанати улици во градот, доставувањето на стока ќе биде дозволено секој ден во временскиот период од 22 до 10 и од 15 до 20 часот. Максималната дозволена вкупна маса на возилата кои можат да вршат достава на стока на подрачјето на општината секој ден во сите зони изнесува 12 тони. Возилата можат да запираат и паркираат додека трае процесот на истовар и товарање, но не подолго од 30 минути. За да можат правните и физичките лица да доставуваат стока, потребно е да обезбедат одобрение од општина Кочани. Одобрението се издава со важност не подолго од 1 година. За добивање на ваквиот документ, правните и физичките лица треба да поднесат барање до архивата на општина Кочани. Одлуката за организирање и дефинирање на условите за доставување стока беше усвоена на последната седница на Советот. Нејзината важност и примена почнува од петок, 9 септември. Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница ја повторува постапката за набавка на огревно дрво за предстојната учебна година, со оглед што на првиот повик од тендерската постапка не била добиена ниту една понуда. Набавката се однесува за потребите за затоплување на средното и двете основни училишта во Виница, за основното училиште Кочо Рацин во Блатец и Никола Парапунов во Драгобраште, како и за територијалната противпожарна единица. Според техничката спецификација треба да се набават 930 просторни метри буково огревно дрво од прва, односно втора класа. Во јавниот повик не е наведена проценетата вредност на набавката, но според актуелните цени на огревното дрво може да се очекува дека ќе се потрошат над 4 милиони денари. Во повторената постапка е определено колкави количини ќе бидат потребни за секој корисник, при што најмногу, вкупно 230 метри просторни се планирани за основното училиште Гоце Делчев, потоа 120 метри просторни за средното училиште, како и 100 метри просторни за основното училиште Никола Парапунов од Драгобраште. За противпожарната единица планирани се 30 метри просторни огревно дрво. Понудите во повторената постапка треба да се доставуваат до 21 септември и ако овој пат набавката помине без проблеми, испораката треба да се реализира во период од 7 дена од извршената нарачка од страна на корисниците.